se beğendin. Не прекинувајте, ве молам. Продолжете. Сега сигурно нема. Ке си одам тогаш. Ти требаше нешто, сине? Се симнав да појадувам. Не сакав да седам со војниците. Добро си сторил. Дојдете, ќе ви го донесам чајот надвор. Ти заврши со таписите, јас ке средам. Благодарам. Ајде ти помини седни. Благодарам. Со лесно нека е. На здравје нека ти е. Чичко Риза е во градината. Оди кажи му на Јахја. Добро. Зошто ли дошол повторно? Што е, Риза? Повторно има желба да го купиш хотелот, а? Си велам да не сакаш можеби да го продадеш. А зошто така? Кој ти кажа тебе дека го сменивме мислењето? Јас. Денес малку се прошетав наоколу, многу се измешале работите. Не ли упи еден војник англичанец, така? Тој да те бил син на една многу важна личност. Тој човек ќе направи се што треба за да го најде убиецот на син му. Јас не велам, полицијата така вели. Добро би сториле. Сакаат да бидат безбедни. Абе, тргни се таму магар едно, не прислушкувај. И тебе да не те заболе главата, а? Јас нема од што да се плашам. Така е, но да не даде Господ, вечерта кога умре војникот, носевте нешто со корпи. Што ако слушне некој, а? Дјаволска работа е. Го тера човекот да мисли секакви работи. Особено тој Били, ако го слушне тоа, веднаш ќе дојде и ќе те нападне. Били, ако слушне ќе рече, Риза повторно претерал со пиењето. И денес почнал да се бајле. Јас се мислев што ли ќе каже. Тебе со лесно нека ти е пријатен ден, Риза Ефенди. Ајде, Риза, имаме еден куп работа, не можеме се занимаваме со твоите глупости. Па ја што мислев да ви кажав. И да знаеш на крајот, без пари ќе ми го дадеш хотелот. Бога ми, Риза, не мисля дека крајот ќе ти биде добар. На крај ќе полудиш велики шереф хотел. О, добро дојдовте. Добро утро. Голема чест ни направивте. Добро утро, повелете. Кога ќе сте послободен, ќе ве вознемирам малку. Ќе дојдам да испијам еден чај. Имам нешто многу важно да ви кажам. Ајде, повелете капетане. Секако, да одиме. Пријатен ден, Али. Пријатен ден. Добро утро. Добро утро. Бато Джелил е долу. Симнете се вие. Ке му кажам на Бато Сеид. Бато Сеид не е тука. Излеза пред да се раздени. Добре дојдовте. Здраво. Јас дојдов да се видам со вас. Од таа вечер не ми излегувате од умов. И покрај вашите навреди не можев да ве заборавам. Всушност, јас сакав да се видам со вас во врска со нешто. Ситуацијата на Алина, мислам, брат и Наља е многу важна. Господи, јас не дојдов овде да се караме. Ви носам добра вест, ми текна на вашето презиме. Ко најдовте моето семејство? Ова писмо од Англија е. Стигнало од тетка ви.
Тина се разболела на бродот. Ја ставиле во карантин. Кога стигнале во Англија, тетка ми дознала дека Тина ја пуштила заедно со другите болни. Во Истанбул. Секако дека се шокирала. Толку многу писма испратила тука. Ја бара неа. Напишала ли нешто друго во врска со нејзе? Добро, а Нина, мајка ти? Нема никаква вест за нив. Тие сега сигурно се кај тетка ти. Да, може би заедно отишле во Англија. Епа, тоа е многу убаво, ете. Ама Тина е тука. А тука е. Сега знам дека сигурно ќе се сретнеме. Дај Боже да е жива. Аише? Но рекоа дека е тешко болна. Јас редив. Не грижи се, душо. Сигурно е жива. Има многу што се спасиле. Леле, Господе. Да не беше жива, да беше во тешка ситуација, тетка те немаше да ја бара. Очигледно дека за превентива ја симнале од бродот. Сигурно. Извинете. Леле, Господе. На Шула само надежта и дава сила. Ве молам уште еднаш не велете така. Се извинувам. Ајше. И јас да одам да не остане сама. Добро би сторила. До денес не знаевме Тина дали е жива или мртва. Види, ни се отвори уште една врата. Види, ако не денес, утре. Ако не утре, задутре, сигурно некој ден ќе се сретнете. Сега знаеме дека е тука. Тина е жива. Во истиот град е со нас. Ќе ја најдеме. Не грижи се, сигурно ќе ја најдеме. Прашуваа дали веќе нема попуст. А да им кажеше да не биде толку скржави, 2 години по иста тарифа им ги чистиме нечистотиите. Што уште сакаат? Утре ако сакаш повторно ќе одиме во народната кујна. Може. Само малку. Повелете. Јас сакав да зборувам со Аља. Ајла? Повелете. Здраво, јас ја барам сестра ми. Капитанот Били ми помага за тоа. Имаш многу среќа. Ако ми го кажеш името на брат ти, може би и јас ќе можам некако да ти помогнам тебе. Сигурна ли сте? Не сум сигурна во ништо. Но, дај Боже. Ви благодарам многу, господјо. Многу ви благодарам.
Рече дека не си гладна, ама не можев да не ти донесам ништо. Ти благодарам. Нема зашто. На здравје нека ти е. Има ли вест од господин Сейт? Не, нема. Не е лесно да заминеш од овде и да се вратиш. Така било. Сигурно утре ќе дојде. Добро. Ако ти треба нешто, слободно кажи ни. Не грижи се. Добро, ти благодарам многу. На здравје нека ти е. Пријатна вечер. Пријатна вечер. Ќе ме почекате додека ги поставам динамитите. Откако ќе експлодираат, нема да имаме доволно време. Надвор и внатре во базата има околу 22 луѓе. Откако ќе им го привлечете вниманието на друго место, ќе се одвоите во групи по 20 и оружјето ќе го носите во конските коли, а јас за тоа време ќе го спасам Галип. Разбрав, господине. Ние го испукуваме првиот крушум, за војниците да не забележат и јас да ги поставам динамитите. Додека не дадат до обалата, нема конфликт со војниците, во ред? Ме разбравте ли? Разбрав, господине. Што правиш ти таму? Крени ги рацете. Сврти се кон мене. На мој знак ќе почнеш да ги активираш поред. Динамитите треба да се активираат на секој 2 минути. И на крајот ќе го активираме динамитот во најдалечната зграда. Пожар, бегајте, бегајте!
Не дозволувајте огнот да стигне до магазинот. Донесете вода, бргу, бргу. Сите ќе ги привлечеме натаму. Тогаш целосно ќе се испразни зградата каде што е оружјето. Ете тогаш ќе имате доволно време да го изнесете оружјето. Јас ќе одам да го спасам Галиб, а вие со конските коли ќе почнете да го изнесувате оружјето. Работата е завршена. Јас му реков на се и додам со нив. Барем сега ќе знаевте дека не е сама. 2 дена поминаа од како отиде. Мислам дека претерувате. Отиде на другата страна од градот, Петро. Мислам, не е некаде далеко со километри. Зошто свртавме тука? Лола рече дека денес ќе биде дома. За братот на девојката што ми ја спомна, ќе побарам и нејзина помош. Петро, јас не сакам да ја видам бароницата. Не грижи се. Нема потреба ти да влегуваш. Дозволете ми 5 минути. Може, ако и помогнеш на девојката. За мене не е проблем. Не ме гледај така. Никогаш нема да побарам помош од таа жена. Јас не ти ни понудив. Утре обавезно донеси ја Шула предпладне во оваа куќа, Петро. Шула повеќе немаше сила за да поднесе уште една лага на Сеид. Уште една лага би значила дека повеќе нема враќање назад. Впрочем, и чувствуваше дека Сеид нема да ја каже вистината. Наместо да се соочи со Сеид, таа одлучи да си замине од местото. Одведете ме дома. Всушност во хотелот. Во Шереф хотелот. Те молам, почекај уште 5 минути.
И потоа ќе можеш да заминеш. Среќен сум што се запознав со господинот Сеид Еминов. Многу ти благодарам, Лола. Повторно не ме разочара. Никогаш не би предложила нешто што не можам да го исполнам. Сигурна сум дека уште многу ќе се гледате со него. Јас не те разбрав баш убаво. Началиштата кои ги пративме на нашите војници, падна во туги раце? Не, си стигнаа кај што требаше да стигнат. Се е во ред, само што тој го извлече по дебелиот крај. Му благодарам на Бога што се спасил. Да, нека ни е со помин на сите. Ѓузите остана сама во кујната. Доколку ти треба нешто, повикај ме, добро ли? Добро, тетка, би нас благодарам. Ајде. Сега сигурно те бараат. Слушни ме, да не им кажа дека работиш овде. Јас ништо не им кажав. Не изедов толку за џаве. Ајде, ти одмори се убаво. Види, и немој да шеташ наоколу. Додека не ти поминат раните убаво, остани тука, добро? Добро, чичко Јахја. Пријатен одмор. Ти благодарам. Ајде, ајши, ти оди си. Да не му висиме над глава, нека одмори малку. Добро, заминувам. Не ве пратеа, нели? Не, Војко Али. Ај, бато Сеид не дозволи никој да не прати. Полека, зборува. Знаеш дека Сеид испланирал се како што треба. Војко Али, да беше таму само да ги видиш динамитите како експлодираа, како празничен огномет. Во секој случај, го земавме оружјето без никој да е повреден. Ај ти побрзо да оздравиш сега. Ти благодарам. За ова никому ни збор, разбра? На никому, Војко Али. Добро, не заборавај. Разбра, Војко Али. Добро, сега одмори се ти убаво, јас да појдам до хотелот. Добре дојде, бато Сеид. Добре дојдовте. Се ли е во ред? Дај Боже. Види, јас... Знам точно што чувствуваш во моментов и колку си повредена, но... Има едно едноставно објаснување за тоа што го видам. Сигурно има. Имаш објаснување и за писмото што ти стигна некни. И за кое рече дека е од капетан Били. А всушност беше од бароницата. Сигурно има објаснување за тоа што не ми ја зборуваш вистината, Сеид.
Побезбедна си ако не ја знаеш вистината. Што мислиш ти? Дали во моментов се чувствувам безбедно помеѓу толку лаги? Ха? Не се чувствувам. Невозможно е. Во секој случај сакам да ми веруваш. Да. И јас сакам да ти верувам. И јас сакам. Сеид! Сеид, каде одиш? Јас ќе се симнам долу, чичко Јахја. Добро. Полека, За малку ќе ми изгореше. Уште многу време има до вечерата, што се брзаш? Ќе има многу луѓе, да не се посрамотиме. Дај му уште некој кромет фериде. Доколку спремаш за сите нив, подобро не спремај. Сите се разотидоа. А? Зошто? Да не се случи нешто. Охо, што се не се случи? Види ме мене, бе, магарен се едно, почна да озборуваш, нели? Тоа што се случува го кажувам, Господ ми е сведок. Ајде, кажи ни. Ај ше? Прво, Шула дојде целата растажена. Ниту добар ден не каже и си отиде трчајќи во собата. Тажна е затоа што не може да си ја пронајде сестрата. Со денови рано наутро станува со голема надеж, а вечерта си легнува целата разочарана. Не, овој пат изгледа се скараа со Бато Сеид. Од каде дозна? Бато Сеид се замина многу луд. По него веднаш тргна Бато Джелил, а по него другиот со брковите и се качи горе во собата. Боже, Боже. Слушај, вамо, ти на место да работиш, бе, муштерите почна да ги следиш, а? Не, Војко, али не сакајќи го видов тоа. Овој вратите ги преслушкува. Еве, нека ме казни Господ ако ве лажам за ова. Тогаш не гледај се, срамота е. Боже. Ајде, дојди да ми помогнеш. Во право е Шула. Те нема никаде 2 дена и потоа те гледа како излегуваш од куќата на бароницата. Ти што би помислил? Стави се на нејзино место. Отворено ми кажа дека повеќе не ми верува. Што да прави Сеид? Заради тебе го напушти семејството. Дојде овде по тебе. Го напушти својот живот и живее друг, дури и по цена и да умре. Јас поради неа си спокарав со татко ми. Умре, а не ми простија. Кажи ми каква врска има ово со незиното семејство, Джелил? Каква врска има? Ми ја отвораш устава и мене. Отвори ја тогаш, ајде, зборувај. Зборувај. Мене ми зборуваш, но ти не си стариот Сеид повеќе. Ајде, тргни се и оставиме. Сеид. Ајде, оставиме те. Нели разбираш? Се променивме заради истите причини. Заради нашите загуби се променивме. Разбираш? Оди изборувај со Шула. Не. Те молам. Не. Треба мене да ми верува. Како и да е, без исклучок треба секогаш да ми верува. Тргни ми се од патот сега. Инаец си. Голем инаец си. Ги проверивме сите оние улици кај Пера. Од утре натаму мораме уште подолу да бараме. Таму е попасно, но мораме и таму да провериме. Ќе ја пронајдам Тина. Еј, што да те послужам? Ако сакаш има ликер од вишни. Еве овде. Шула, јас дојдов да зборувам со тебе. Не се преправај пред мене.
Јас не сакам да зборувам. Ти имам кажано и порано. Нема да дозволам да бидеш тажна заради Сеид. Сеид не ме прави тажна. Тој може само да ме направи среќна. Тогаш зошто јас гледам тага во твоите очи? Оваа љубов те стопи тебе. Те растажуваат работите кои што не ги знаеш. Но верувај ми, има објаснување за тоа што денес го видам. Мора да има. Сигурно е некаква игра на бароницата. Измислила причина за Сеид да појде кај незе. Никој не може да ме убеди дека Сеид бил цели 2 дена крај незе. Бароницата се чувствува поразена од тебе. Таа и вените би си ги пресекла само за да го натера Сеид да појде кај незе и со тоа да те повреди тебе. Знае дека нема да поминеш преку овие работи и спремна се да Престани, направи. Петро! Ова омраза ти ми ја донесе во душава. И порано го имаш направено ова. Ти си тој што ми кажа дека биле љубовници. Исто така и за облогот ти ми кажа. Ја зароби бароницата во моите мисли само заради тоа што ти ми го кажуваше. Можам да ти дозволам да испразниш нервозата од Сеид врз мене, но имај милост малку. Кога се запознав со Сеид, како дека ми беше важно да знам со кој девојке бил. Но сега веќе ние сме сигурни еден во друг. Јас сум сигурна во љубовта на Сеид, ме разбираш? Нашата љубов беше доволно ставена под искушение со сите тие разделби, умирање, страв. Сеид има оправдување заради тоа што беше во таа куќа. Знам дека има, сигурна сум дека има. Но јас не сум толку очена за да го прашам за тоа. Во право си. Јас сум твојот најдобар пријател, не заборавај. Твојата тага и повреденост најпрво мене ме растажија. Како и да е. Ако имаш потреба од мене, побарај ме. Петро, јас навистина ти се извинувам. Многу сум нервозна заради тоа ми е. Не грижи се. Довидување. Ќе останете ли за вечера? Не верувам. Ти треба ли нешто? Не, ти благодарам. Ајде, девојки, секој по своја работа. За саат-два јас ке се вратам. Ајде по нас, не чека капетанот. Доаѓам, бе, господа, доаѓам. Тргај, ајде. Добро де, доаѓам. Зашто ли го повикаа сега? Може би затоа што кримучари пијалоци. Какви пијачки? Што зборувате глупости вие две? Не плукајте по местото каде што зимате леп. Го зборуваме тоа што го слушаме. Не зборувајте тогаш. И не верувајте во зборување. Ајде, влегувајте внатре. Ајде. Ќе се вратам веднаш. Каде сега? А? Влези внатре и не прави проблеми. Добро, реков ќе се вратам веднаш. Ве очекуваме повторно. Доведување. Да даде Господ никогаш да не се вратите. А ја? Ти реков да не се моткаш навамо натамо, ти повторно овде. Дојдов да ви кажам нешто. Што се случи?
Англичаните го одведоа господин Риза. Дојде. Кажи што има. Пред некој ден господин Риза го прашуваше англискиот војник за корпите кои ги дониравте за сиромашните. Денес капетан Били го повика на разговор. Тој за нашите корпи ли ке зборува? Нека си припази тој на своите глупости што ги прави. Му рекоа дека треба да им каже се што знае. Ние немаме што да се плашиме. А ти зошто ги кажуваш овие работи? Јас само сакав да ви кажам. Добро, благодарим. Дали во собата господја Шула? Во собата е, но не тревожи ја во врска со брат ти. Може би знае нешто ново. Доколку дознае нешто, самата ќе ти каже. Добро. Погледни ме. Да не ги измислуваш ти работиве само за да доаѓаш овде постојано? Каква глупост е тоа? Што зборувате? Доколку не ми верувате, прашајте ги другите. Добро, не лути се веднаш. Всушност, не дека нешто не загрижува, но во секој случај благодарам. Ова се парите од пијачките. А овде се запишени сите испораки. Помалку од минатиот месец. Зошто? Сам едва и можам да стигнам, капетане. Ти реков, најди си човек. Јас никому не сакам да верувам. Одвај ги замолчувам работичките во пералната. Зар јас не сакам да заработам повеќе пари? Ама, за ова не треба никој да разбере, нели? Повеќе нема да прифаќам да ми носиш малку пари. Во право сте, капетане, во право сте. Вечерта, кога се носеа корпите, јас многу се посомневав, капетане. Јас многу се посомневав. Зошто? Па и други прават пијалоци. Подрумот во хотелот е многу погоден за таа работа. Добро, тие рекоа за сиромашните, но јас воопшто не им верувам. Јас мислам дека тие матат нешто. Истражив. И целосно се во право. Може би и нив им рекле дека треба да молчат, нели? Се е можно, знаете. Со пари се е можно да се направи. Влези. Капетане, овие се за вас. Слободен си. Петро Борински ме кани на вечера. Што знае за овие новиве што дојдоа во хотелот? Само знам дека се дојдени од Русија и толку. Ама ќе дознам. За многу кратко време, се ќе дознам за нив, ќе дојдам и ќе ви кажам се. Доколку некој ви работи зад грб, јас со своји раце ќе ви го донесам овде пред вас. Да знаете така. Внимавај на нив. Всушност и мене ми се тие многу сомнителни. Добре дојде. Прво секи ми раскажеш ти на мене. Што ти е тебе? Одговори ми на прашањата. Ти ја донесов Шула пред врата точно на време. Но што бараше сеите овде, сакам да знам. Сум му недостигала. Кажи ми ја вистината. Што правевте вие двајца заедно? Помеѓу нас има само страст, ништо повеќе. Кажи ми ја вистината. Знаеш дека ќе дознам како и да е. Освести се. Не си во ситуација да ми се закануваш. Не биди намќор и помисли само на тоа што ќе добиеш. Шула ќе биде твоја за секогаш. И со мене се поигруваш, нели? Петро. Не знам овде на кого му веруваш и го наслонуваш својот грб, но очигледно е дека имаш добри пријатели и овде се снајдеш ти без проблем.
Имам добри пријатели повеќе од тоа што можеш да предпоставиш. Но може се да се промени. Еден ден ќе се дознае дека играш двојна игра со турците и англичаните. Ќе се дознае дека си шпион. Затоа немој да се поигруваш со мене. Ти немој да си поигруваш со мене, Петро. Ако дознае Сеид дека си заљубен во Шула и си спремен заради нејзе да му забиеш нож во грбот, тогаш тоа ќе биде твој крај. Ти мојот крај нема да го видиш, Лола, но јас твојот ќе го видам. Ќе останеш на улица и ќе немаш ништо што да продадеш, освен себе си. Веднаш напушти ја куќава. Веднаш. И горе работа ми во кујнова работа. И јас ќе почнам како војко ми да се жалам. Оф рацете, оф нозете. Но додека трчкаш надвор не се уморуваш, така? Ај ли е работа? Ти благодари ме. Ајде, дојди влези. Си плачала ли? Црвени ти се очите. На пролет имам алергија. Од тоа е. Се врати бато Сеид? Ке ме збудалат овие мене. Не е дошо, уште не се врати. Ти што стоиш? Ти заврши ли работата? Уф, ми досади. А што работиш ти? Да видам, да ти помогнам. На вистина ли? На вистина, да. Овие ги издвојуваш од овде. Многу едноставно. Добра. Не си ги валке рацете. Ако да малку јас да помогнам. Убава е наготово, само јади и толку. Ако ги излупиш овие, многу ќе ни помогнеш. Може? Пази само да не се исечеш, те молам. Не ти прилега на рацете. Мислам сакав да кажам дека рацете ти се многу убави. Ти благодарам. Твоите раце се поинакви од нашите. Нормално, кога цело време работиме. Ајше, подај ми го сукалото од таму. Да доеше, пази се од сукалото. Ти пази се од сукалото. Хајде остави го лупењето, помогни ни за нешто друго. Еве, да го довршам ова. Што ќе правиме? Тестенини. Пелмени. Сеид ги обожува. И јас исто така. Овие се малку поразлични од вашите. Во тестото ставаме мелено месо и врз нив истураме јогурт со лукче. И уште ако се додаде масло. Лиги ми потекоа. Ние имавме многу добар готвач. Тој убаво ги правеше. Многу готвачи, многу слуги. Колку што разбрав, вие сте имале повеќе луѓе од ние овде што работиме. Да, така беше. Постојано имавме гости. Софрата ни беше постојано полна. Едно време бевме многу големо семејство, многу среќно семејство.
Прости ми. Простете ми. Сите ве сакам. Шула? Немој! Шула! Сеид! Држи ме! Држи! Држи ме! Сеид! Нина! Валентина! Многу ве сакам! Не заминува. Не заминува. Не заминува. Шула. 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 Мамо, се разбуди. Добро, не се приближувајте. Јусуф, каде? Нема ништо за јадење дома. Отиде да бара работа. А мене ќе ми донесе млеко. Се уште имаш температура. Ви благодарам. Што се грижите за мене? Не ми се заблагодарувај мене. Се грижам за тоа што морам. Додека не дојде Јусуф, ќе бидам до тебе. А тој нека ни донесе нешто за јадење. Повели, младичу. Добро ве најдов, господине. Добро те најдов. Јас барам работа. Нема потреба од работници, синко. Јас сум музичар. Дури имам свирено една вечер овде. Ти си еден од нив? Да. Ако сакате, можам да работам како вашиот кларинист. Преку ден можам да работам во хотелот, а навечер да свирам. Не секам јас пари, доволно е да ми давате за јадење. Како се викаш? Јусуф. Слушај вамо, Јусуф. Денес нема да дојде нашиот кларинетист Гали, болен е. Ако сакаш за денес, поработи на место него. Добро? Добро. Но утре не можам да ти ветам. Не е проблем. Хајде, повели. Овде треба да се исчисти, горе и собите исто така. Господ здравје да ви даде. Благодарам исто. Јас сум најмалата. Со Нина 3, а со Тина сме 2 години разлика. Баш убаво. Сите заедно сте пораснале. Тие се и моите најдобри другарки. Со бато Сеид, каде се запознавте? Сабри, ти се распрашуваш како да си девојче. Ме интересира. И мене исто така. На мојот прв бал. Кога го здогледав Сеид, неговиот поглед веднаш ме освои. Си помислив, ако продолжам да го гледам, срцето ќе ми излезе. Подоцна се запознавме во куќата на Петро. Ова е Александра Вержанска. Тогаш сватив дека срцево никогаш нема да ми се раздели од Сеид. Се имаме сретнато и порано.
но ја немав честа да ве запознам. Мило ми е. Поминавме неколку денови заедно. Прекрасни, како во сон, навистина како во сон. Подоцна, Сеид замина на фронт. 9 месеци. 9 месеци чекав да се врати. Му пишував секој ден, дури и неколку пати на ден. А тој? О, неговите писма беа позначени од моите. Тој беше сред војна и мислеше на мене. На денот кога пак ќе бидеме заедно. Ајше. Не сака ќе беше. Како бајка било. И? Чекај да собереме ауто. Остави ти, да не си изволкаш, јас ќе средам. Кога ќе ја направиме и веридбата ќе биде токму како бајка. Ќе си речеме си живее среќно до крајот на животот. Само здравје. Да бидеме живи и здрави. Се што ќе видиш наоколу, чаши, чини, присобери, така и намести ги, добро? Во салонот избриши прашине, не пипај ништо. Ќе се видиме вечер. Добро. Здраво. Повелете. Како е Галип? Добро е. А вие да немате некоја мака? Не, фала му на Бога, се е во ред. Знам дека е тешко да објасниш каде беше 2 дена, но многу е важно тоа да не го споделиш со никого. Никој не смее да знае за оружјето. Не грижете се, никој нема да дознае. Ни Шула не знае. А Джелил, тој знае ли? За сега не, ама ќе ни биде многу од корист ако знае. Многу добар војник е тој. Не, ќе се поднапие, некогаш и може да изусти нешто. Вие си знаете, во ред. Ќе се видиме вечер. Сеид, собственикот на пералната риза, денес бил кај капетан Били. Се плашам дека ќе каже нешто што не треба. И што кажал? Вечерта кога го носевме оружјето не видел се сомнева во нас. Ни се заканува дека ќе ни го одземе хотелов. Бог да чува и да бране, тој зборува. Во цел Истанбул криумчари алкохола, ама оди отвори уста против него, оди кажи нешто ако можеш. Зошто? Да не му е орта капетан Били, нема да може вака нечујно да криумчари. Тогаш ние можеме да кренеме малку врева, нели? Ќе се видиме. Волко почна да брка лисици во својата глава, нели?
Не исплашивте. Доколку си ја гледавте својата работа, воопшто немаше да се исплашите. Цело време гледате наоколу и ништо не работите. Ништо не работите. Што се случи? Зошто ве повика? Сакале да го видат моето убаво лице, затоа. Почекај. Вечерва не си заминувај веднаш. Почекај ме, имам работа со тебе, добро? Добро, ајде.